Стоматолошкиот факултет, како единица на Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој оваа година го одбележува 60 годишниот јубилеј од своето постоење, е најстарата високообразовна институција која образува кадри од областа на стоматологијата. Осврнувајќи се кон минатото и трагајќи по архивските материјали, се дознава дека всушност во Македонија пред Втората светска војна јавна стоматолошка служба речиси и немало, освен 2 до 3 јавни пункта каде забните лекари работеле по неколку часа. Веќе во 1945 година е отворена првата школа за забни техничари, а во 1947 година е отворено државно училиште за забари. По формирањето на медицинскиот факултет во Скопје во 1947 година, во учебната 1948-49 година е основана клиниката за усни, забни и вилични болести, што представува прв сигнал за потребата од организирана и стручна стоматолошка заштита во Република Македонија. Тогашните наставници на медицинскиот факултет, но и креаторите на здравствените политики во тоа време, ја согледале потребата од образување на високостручен стоматолошки кадар во Македонија. Поради тоа, Народното собрание на Народна Република Македонија на 19 јуни 1959 година донесува закон за основање на оддел стоматологија при медицинскиот факултет во Скопје и во 1959-60 била запишана првата генерација од 37 студенти со 4-годишен наставен план. За наставна база на одделот била користена клиниката за усни, забни и вилични болести. Практична настава за студентите се изведувала и во поранишниот хемиски институт, се до учебната 1962-63 година, кога наменски е изградениот објект наречен Провизориум 1. Заради изголемениот број на студенти, просторните капацитети за изведување на наставата станале недоволни, поради што во 1964 година по земјотресот се изгради нов објект наречен Провизориум 2. Во 1965 година клиниката за усни, забни и вилични болести, во која што биле интегрирани двата института, Институт за стоматолошка протетика и Институт за конзерватива, прераснува во стоматолошки оддел при медицинскиот факултет со 8 одделенија. Покрај наставната и здравствената се развива и научно-истражувачката дејност и во учебната 1973-74 започнува редовна настава за првите студенти на магистерски студии во траење од 4 семестри. Потребата од ширење на стручно-научните сознанија преку свое гласило се остварува во 1977 година, кога излегува од печат првото стручно списание на стоматолозите од Македонија, Македонски стоматолошки преглед, кој денес е категоризиран како списание со меѓународен уредувачки одбор. Благодарејќи на нашите ценети учители и нивниот ангажман, во средината на 70-тите години, за потребите на стоматолошкиот факултет се изградени 2 современи објекта. Во тоа време, стоматолошката клиника и клиниката за максилофацијална хирургија беа едни од најмодерните наставни бази во Европа за изведување на практичната обука на идните стоматолози. Во 1977-78 година стоматолошкиот оддел прераснува во стоматолошки факултет, кога е избран првиот декан на факултетот професор доктор Иван Тавчиовски и првиот продекан професор доктор Благородна Лазаревска. Веќе формираните 8 одделенија прераснуваат во 8 катедри за стоматолошките предмети. Воспоставена е организацијата на факултетот и неговите тела, и првата редовна седница на наставно-научниот совет била одржана на 3 јули 1979 година. Студиските програми за образување на доктори по стоматологија се менувале и унапредувале, согласно со развојот и унапредувањето на научното поле стоматологијата. Така, со втората студиска програма се преминало на 5-годишно образование за доктори по стоматологија. Во 1991 година се воведуваат 6-годишните студии, а во 2003 година повторно се преминало на 5-годишно студирање согласно ЕКТС. Заради усогласување со европските директиви за регулираните професии и за полесна препознатливост на нашите кадри во европскиот образовен простор, со студиската програма, акредитирана во 2010 година, за прв пат се воведе стручниот назив доктор по дентална медицина.
Денес на стоматолошкиот факултет во Скопје постојат 7 катедри. На факултетот денес работат 29 редовни професори, 19 вонредни професори, 5 доценти, 5 виши научни соработници, 6 научни соработници и 18 асистенти. Во наставата се вклучени наставници од медицинскиот, природно-математичкиот, филолошкиот и факултетот за физичко образование, спорт и здравје. На нашиот факултет се изведуваат студии на сите 3 циклуси на образование, како и здравствени специјализации од сите области на стоматологијата. Катедрата за болести на устата и пародонтот располага со една сала за практична настава со 10 работни места, една рутинска сала со 3 работни места, една операциона сала, сала за стерилизација и биохемиска лабораторија. Преку предклиничката практична настава, студентите ги изучуваат основите на оралната физиологија и биохемија, а на оваа катедра, студентите преку практичната настава по предметот орална хигиена го остваруваат својот прв контакт со пациентите во стоматолошката практика. На клиничката практична настава, студентите активно се вклучуваат во дијагностиката и во конзервативниот третман на пародонталната болест. Наставно-научниот кадар од оваа катедра во рамките на применувачката дејност во последнава декада се насочени кон развојот на пародонталната хирургија и лазер терапијата. На клиниката се изведуваат најсложените хируршки интервенции за третман на пародонталната болест, мукогенгивални хируршки интервенции, како и лазерскиот третман на пародонталната болест. Воедно, кадарот од оваа катедра е специјализиран и за врвна и современа дијагностика и третман на заболувањата на оралната лигавица, како и оралните промени кај системските заболувања. Наставно-научниот кадар од катедрата за болести на устата и пародонтот веќе ја применува регенеративната терапија на пародонтопатија, но во наредниот период ќе се работи на усовршување и применување на најсовремените регенеративни постапки во третманот на пародонталната болест. Освен тоа, во биохемиската лабораторија, предизвик за научно-истражувачка работа е плунката како дијагностички медиум, не само за орални заболувања, туку и за системските заболувања. Катедрата за болести на забите и ендодонтот располага со 2 современо опремени клинички сали наменети за практична настава на студентите по дентална медицина, опремени со по 10 работни единици. Исто така, составен дел на катедрата се рутинската сала со 2 работни места и дополнителна просторија за стерилизација. За потребите на практичната предклиничка настава на студентите, постои лабораторија опремена со 10 најсовремени фантом студио модели. Ваквата техничка опременост во потполност ги симулира клиничките услови и овозможува добри предуслови за стекнување на практичните вештини на студентите, кои подоцна ќе ги применуваат во клинички услови во склоп на предметите реставративна стоматологија и клиничка ендодонција. Со набавка на новите ендомотори во иднина студентите ќе имаат можност да ја практикуваат и машинската ендодонција. Наставно-научниот кадар од катедрата, иако малуброен, со голем ентузијазам ја развива и научната и применувачката дејност. Се повеќе се занимаваат со проучување на современите биоматеријали кои се употребуваат во реставративната стоматологија, а основна преокупација на кадарот од оваа катедра е усовршување и примена на најновите биоматеријали во реставративната стоматологија и усовршувањето на ендоденскиот третман. На катедрата за орална хирургија, практичната настава се изведува во амбуланта со 6 работни места, фантом сала, просторија за стерилизација и 4 операциони сали. Во нив се изведуваат хируршки и имплантолошки интервенции. Преку клиничката практична настава, студентите учат како да постават индикација за екстракција, да аплицираат инфилтративна анестезија и да изведат атрауматски некомплицирани екстракции. Се запознаваат со современи методи на апикотомија, како и хируршка терапија на импактирани заби. Особено се промовираат и актуализираат основните и напредните имплантолошки техники. Во последнава декада, наставно-научниот кадар на катедрата активно работеше на воведување на унифицирани, научно потврдени ставови за хируршки терапевтски постапки при акутни одонтогени инфекции и хронични периапикални инфламаторни лезии. Научно-истражувачки предизвик за наставниците од катедрата за орална хирургија во годините што следат
е полето на коскена аугментација и примена на современи методи на подготовка и апликација на тромбоцитно богата плазма во склоп на современата регенеративна стоматологија. Катедрата за стоматолошка протетика на двете клиники за мобилна и за фиксна протетика располага со 2 клинички сали за изведување на практичната клиничка настава за предметите кои се слушаат на оваа катедра. За предклиничката настава по стоматолошка протетика на студентите за доктори по дентална медицина и стручни забни техничари, на располагање им се 3 предклинички лаборатории. Заботехничката лабораторија за стоматолошка фиксна протетика е целосно реновирана и опремена со 10 симулациони дентални модели фантоми. Во лабораторијата се симулираат клиничките услови и се стекнуваат практичните вештини, кои подоцна студентите ги применуваат во клинички услови. Во склоп на научно-истражувачката и применувачката дејност, наставниот кадар на катедрата за стоматолошка протетика во последнава декада ги усовршуваше методите на изработка на супраструктури над импланти, ласерско поставување на подвижни колчиња, компјутерска анализа на оклузијата со T-scan систем, CAD-CAM техниката за изработка на протетички конструкции, како испитувањата инвитро за процена на јачината на керамичко-цементното поврзување кај целосно керамичките системи. Катедрата за ортодонција денес располага со 2 клинички сали, просторија за стерилизација, заботехничка лабораторија и одделна просторија за излевање на студио и работни модели за изработка на мобилни и фиксни ортодонски апарати. Студентите од студиската програма за доктори по дентална медицина преку предклинички и клинички вежби ги изучуваат ортодонските аномалии и сите видови на мобилни и фиксни ортодонски апарати за нивна корекција, додека пак студентите од студиската програма за стручни забни техничари ги совладуваат техниките за изработка на ортодонските апарати. Наставниот кадар во последниве десетина години се усовршуваше во врвни светски ортодонски центри, редовно ја следеше стручната литература и современите достигнувања во ортодонцијата. Денес катедрата за детска и превентивна стоматологија располага со најсовремени КАВО работни места, поставени во 2 сали, од кои едната има 10, а втората 3 работни места, со дополнителна просторија за стерилизација. Во овие простории се изведува практична настава за студентите од студиските програми за доктори по дентална медицина и за стручните стоматолошки сестри. Во едукацијата на студентите од апликативен аспект, особено внимание се посветува на третманот на децата со трауми. Се применуваат најсовремени методи во лекувањето на заболувањата и трауматските повреди на млечните и младите трајни заби. На истоимената клиника се наоѓа и салата за општа анестезија, која е опремена со апарат за општа анестезија, дефибрилатор, хируршки аспиратор, како и дневна болница со 2 кревета. Катедрата располага со современ диоден ласер, кој може да се користи за повеќе индикации во детската возраст. Наставата, теоретска и практична, на катедрата за максилофацијална хирургија се изведува на Универзитетската клиника за хирургија на лице, вилица и врат, максилофацијална хирургија академик Илија Васков. Клиниката, која во моментов е во реконструкција, е сместена во двокатна зграда со стационар од 16 болнички соби со 36 болнички кревети, амбуланта, операциона сала за интервенции во локална анестезија, оперативен блок со модерна операциона сала за интервенции во општа анестезија и оддел за интензивно лекување. Наставно-научниот кадар на катедрата во последнава декада во склоп на научно-истражувачката и применувачката дејност доминантно се занимаваше со проблематиката на конгениталните аномалии во лицево-виличната област, превентивно хируршкото лекување на деформитетите на лицево-виличната регија, со диагностика и терапија на патологијата на темпоромандибуларниот зглоб, со паротидната диагностика и третманот на траумите во максилофацијалната регија. Во соработка со Рентген институтот и Институтот за патологија при Медицинскиот факултет во Скопје, наставниот кадар од катедрата го оформи постоперативниот диагностички протокол за туморите на плунковните жлезди преку хистопатолошки и радиолошки критериуми. Во досегашното постоење на факултетот, искуствата се збогатувани со бројни студиски престои на повеќе реномирани универзитети и институти во странство, меѓу кои вредно е да се споменат и издвојат факултетите во Њујорк, Лион, Париз, Лондон,
Цирих, Амстердам, Токио, Бон, Берлин, Антверпен, Солун, Белград, Загреб, Љубљана, Ниш и други. Последниве години нашиот факултет имаше голема поддршка од раководството на Универзитетот Свети Кирил и Методи и започна со сериозно капитално инвестициско вложување во просторот и опремата на стоматолошкиот факултет. Денес амфитеатарот на стоматолошкиот факултет е потполно реновиран, опремен со современи аудиовизуелни средства за изведба на наставата. Потполно реновирана и соодветно опремена за настава и училницата во стариот деканат, целосно е реновирана лабораторијата за предклиничка фиксна протетика, а реновирани се и останатите две лаборатории на стоматолошка протетика. Сериозни вложувања се направени и во реновирањето на предклиничката лабораторија за дентална патологија, но и за повторното активирање на биохемиската лабораторија. По период на стагнација на библиотеката, таа е повторно активна и представува катче каде сите студенти, специјализанти и наставно-научниот кадар може да ги користат нејзините бенефити, вклучувајќи го и бесплатниот пристап до Хинари базата. Во фокусот на интерес на вработениот кадар на стоматолошкиот факултет пред се студентите, нивната едукација во чекор со современите едукативни постулати, како и начини на пренос и проверка на знаењето. Поради тоа, започна проектот за електронска проверка на знаењата во IT центарот, кој располага со 35 компјутери. Во наредниот период, со поддршка на ректорот на универзитетот, ќе вложиме сериозни напори за вработување млади кадри на нашиот факултет. Се надеваме дека ќе наидеме на разбирање и поддршка од надлежните државни институции заради понатамошен развој и унапредување на наставно-образовниот процес и научно-истражувачката работа на стоматолошкиот факултет.
парче фолија го поставуваме помеѓу врските и со антагонистите кои што претходно ги изолираме, поклопуваме во оклузија, ја притискаме фолијата кон антагонистите, значи да биде во оклузија со антагонистите и од вестибуларно и од лингвално. Од кога ќе ја притиснеме восточната фолија, со плав восок ќе прилепуваме фолијата за врските од внатрешната страна. Од кога ќе ни се излади, го отвараме антагонистот. Веќе ги имаме точките каде што оклудира со антагонистите. Прилепуваме од оклузално со плав восок и го тргаме вишокот на фолија која што ни е преку врските. Од кога ќе го тргнеме вишокот, го кратиме лингвалниот дел, го спојуваме од лингвалната страна и вестибуларниот дел на ниво на врските. Потоа земаме парче фолија, го мериме просторот помеѓу врските и го спојуваме со оклузалниот дел на оклузалната површина, исто со плавост. Од кога ќе го прилепиме, го спојуваме од лингвалната страна и од вестибуларната страна со носачите. Потоа го исцртуваме вратниот дел на членовите. Треба да ни оди до нивото на седните зъби, че да не бидат предолги, и вишокот го тргаме. Интердентално оставаме простор за папилата во форма на буква У, обратно свртена, за да имаме простор за гингивата да не ни ја гмечи. Потоа појачуваме помеѓу членовите со плав восок, интердентално. И следната фаза е моделација на џвакалните површини. Значи ги моделираме анатомоморфолошки оклузалните површини, лингвалните тубери, вестибуларните тубери и на крај фисурниот систем. Од кога ќе измоделираме оклузално, повторно проверуваме оклузија, каде имаме предвремен контакт, тако тргнеме, и интердентално ги заоблуваме со блага сепарација, значи да нема оштри ивици помеѓу членовите и врските. Истото и од лингвална, помеѓу членовите и врските. Потоа проверуваме оклузија со претходно изолиран модел. Значи еве вака, оклузијата треба заштитните ивици на членовите да бидат по внатрешниот дел во фисурниот систем на горните и од лингвалната страна треба да биде во допир со антагонистите. На крај ги дотеруваме фисурите, фисурниот систем и ги поставуваме од вестибуларната страна ретенциите.
ретенциите може да се постават со тенки штивчиња или со фолија, значи мали парченца. Се поставуваат од вестибуларната страна. Ево вака. И го спојуваме вестибуларно. Наместам прво. Со плав восок во гингивалниот дел и во инцизалниот дел, но во внатрешноста, значи да не биде многу надвор. Од кога се поставува штивчето, земаме перлите и лакот. Прво со лак се пребачкува, па потоа со перлите се наросува, се поставува механичката ретенција. Ето така. И кога ќе се излее мостот, кога ќе биде во метал, ја добиваме, значи, механичката ретенција со металните перли. Од кога сме го спремиле мостот, сме го измоделирале, следната фаза ни е штифтување. Штифтувањето се врши со восочни штифтови од 3 до 3,5 милиметри. Се поставуваат на највисокиот дел во лингвалниот или палатиналниот тубер и се поставува под косина од 45 степени. На секој член и на секоја коронка се поставува и се закосува кон средината на објектот. Значи го поставуваме на највисокиот дел, на секој член. Вишокот ќе го тргнеме. Под косина од 45 степени и ги спојуваме штифтовите сите во горниот дел. Од кога ќе се олади восокот, се вади објектот заедно со штифтовите и се поставува на гума за вложување. Се вложува и следи фазата на леење. Од кога сме го поставиле објектот на гумата за вложување, ставаме азбестна трака во киветата и ја ставаме во жлебот. Ја поставуваме на вибратор и ја замешуваме масата за вложување со средна конзистенција. Масата може да се замеша рачно и може да се замеша во специјален апарат Vacuum Mix. Значи го уклучуваме вибраторот и со ноженце нанесуваме прво во самите коронки, полека, за да навлезе убаво масата секаде со вибрациите. Потоа ја нанесуваме масата во киветата. Значи постепено да навлезе убаво. Да излезат сите белучиња кон површината. Од кога се ја вложиле, оставаме од 15 до 20 минути
да се стврдне, да почне термичката експанзија и од кога ќе се стврдне ја вадиме од жлебовите и масата ни е веќе стврдната, восокот ни е внатре, со тој дел ја поставуваме во печка за жарење. Печката за жарење со метални восочниот дел кон внатрешниот дел и ја уклучуваме да се грее. Греењето оди до 1000 степени. Пред греење и греење све се извршува во ова печка. Од кога ќе заврши на 1000 степени, киветата ни е жарена и одиме кон фазата на леење. Значи, киветата кога е жарена се вади од печката со специјална маша и се носи кон апаратот за леење. Значи, апаратот за леење има греач во кој се става муфла и металот се става во муфлата, се поставува во греачот, еве го греачот натре и го уклучуваме кастоматот да почне да ни го топи металот. Го затвараме капакот и низ стакленцето гледаме кој ќе ни се стопи. Штом се спојат коцките, почнува да се соединува, се зема киветата, се вади и се става во специјално лежиште со отворот кон муфлата. Значи муфлата треба да дојде во отворот каде што ни е восокот. Се поставува внатре, го затвараме капакот, пратиме кога ќе се стопи восокот, штом се стопи со окце, ќе се појави окце, стискаме инжект и ја вртиме под центрифугална сила, киветата ни се излева во метал. Од кога ќе се излее, се вади повторно со маша, се остава да се излади. Од кога ќе се излади, се исчукува со чекар или со посебен избијач, се вади објектот и објектот кој што е со маса се носи во пескара за грубо пескирање, каде што имаме песок од 250 милимикрони, се пескира, се ослободува од ајндет масата и потоа следи обработка. Од кога ќе се обработи металот, ќе се упасува на модел, следи фазата фасетирање. Пред фасетирање во пескара за фино пескирање со ситен песок се пескари вестибуларната страна кај што се прозорчињата и се преоѓа кон фасетирање на објектот. Од кога ќе се изфасетира, зависно дали е со топла или ладна полимеризација, се оди кон полирање. Со груба четка, може да биде од кози влакна или синтетичка и на крај со фина еленска, за да се добие висок сјај и на крај се поставува во устата на пациентот. Како се викаш? Виолца. Зашто си додена тука? Ти ги извадија забчето? Да. Ти болеше? Не. Не се плашиш од заба? Не. Браво. Кажи ми, ти како се викаш зашто? Бојан. Зашто си доден тука? Решил да го прават завод. Ти е страв? Не. Како се викаш? Софија. Ти е страв од заба? Не. Браво. И зашто како се викаш? Елена. Зашто си додена тука? За завод да ми го поправа. Ти е страв? Не. Не те боли? Не. Кажи ми, ти како се викаш? Александар. Зашто си доден тука? Сам го изваде завод. Ти е страв? Не. Уопште не се плашиш? Ич. Браво.
Кога станува збор за стоматолошката наука, најнапред треба да спомениме нешто во врска со историјатот на таа медицинска дисциплина. Позната е храмовата медицина, која што воглавно била активност на свештениците, кои што успевале да се спротивстават, покушавале да се спротивстават на болестите, кои што при тоа се јавувале, но тоа го правиле од чиста емпирија, на нестручен начин, бидејќи фактички тие биле лекари за све. Но сепак за една потемелна и по-заснована медицина на научни факти може да зборуваме со појавата на Аристотеловата школа во Стара Грција, каде што здравието на луѓето било ставено на ниво на култ. При тоа Аристотел, меѓу другите медицински испитувања, дал и прецизни анатомски податоци за забите, а исто така зборува за начинот на настанувањето, на расипувањето на забите, забниот кариес, кој што вели, меѓу другото, дека тоа е резултат на паразитно разлагање на тврдите забни супстанции. Во средниот век, познат како мрачен век или мрачен период, доаѓа до стагнација на сите научни дисциплини, а со тоа и на медицинската наука. Но потоа доаѓа еден посветол период со широки возможности за научно активно делување, а тоа е Ренесансата. Тогаш почнуваат за прв пат да се изработуваат и првите вештачки заби, забни протези, кои што имале за цел да ги надоместат изгубените природни заби. Француската револуција и периодот по неа е период во кој што почнуваат да се развива медицинската наука, а во склопот на редовните медицински факултети почнуваат да се школуваат кадри, лекари, кои што со завршувањето на факултетот добивале диплома на забен лекар. Во 1728 година Пиер Фошар, француски хирург, го издава своето капитално дело за настанокот на оболувањето на кариесот на забите, терапијата и протецкото надокнадување на изгубените заби. Со што тој станал и основоположител на стоматолошката наука. Од тогаш па наваму, стоматолошката наука се развива со брзо темпо, со брзи чекори, така да таа успеала да во себе ги интегрира сите останати научни достигнувања во другите научни дисциплини, со што денеска може слободно да зборуваме за современа стоматолошка наука, која што за разлика од првобитните забни лекари, кои што главна цел им била да ги екстрахират забите, се повеќе акцент дава на превентивното делување, кој што има за цел да се спречи појавата на забниот кариес, а доколку дојде до тоа, тогаш на најдобар, најсовремен и најстручен начин да ги решава проблемите од таа област. За болекар сакам да ординирам, да им помагам на луѓето, да интервенирам, да ги утешам в неволја, да ги смирам, нивните болни заби да ги санирам. Татко ми ме праќаше за кардиолог, а мајка ми за лекар гинеколог. Брат ми дипломираше за физиолог, но јас ќе студирам за стоматолог. Стоматолог, 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 стоматолог. Сакам да сум стоматолог. Сакам да сум стоматолог. Лекарската професија е хумана. Секој лекар има морална обврска да се стави во служба на хуманоста, да се грижи за здравието на луѓето, за здравието на своите пациенти. Таа е и привлечна професија. Меѓутоа, мораме да знаеме и тоа дека лекарското звање бара голема пожртвуваност, многу учење, многу работа, многу труд, многу непроспиени ноќи и многу одрекувања, а пред се многу љубов за луѓето, многу љубов за науката. Зошто секој оној кој што не е способен за таа љубов,
кој што не е способен за тие и не е спремен за сите тие одрекувања, не ќе биде никогаш добар лекар. А што е уште потешко за него, не ќе биде среќен како лекар. Веројатно има и голема вистина во она што е кажано, дека само добар човек може да биде и добар лекар. Но, како се станува лекар? По завршувањето на средното училиште и завршување на медицински, односно стоматолошки факултет, чии студии траат 5 години, се стекнува звањето лекар, односно звањето лекар-стоматолог. А сега да се задржиме на стоматологијата како наука, како професија, како животен позив. Некогаш гранка на медицината, денеска стоматологијата представува самостојна наука која се занимава со проучувањето на физиолошките, односно патолошките состојби на устата и забите кај луѓето. Потребата на пациентите да им се пружи најадекватна стручна помош довело до тоа да со време во стоматологијата се издвојат и формираат посебни специјалности кои опфаќаат и изучуваат одделни специфични подрачја на стоматологијата. Така денеска постојат следните стоматолошки специјалности: детска и превентивна стоматологија, ортодонција, болести на устата и забите, стоматолошка протетика, орална хирургија и максилофацијална хирургија. Детската стоматологија е една од специјалностите на стоматологијата, која се занимава со проучување на физиолошките, односно нормални, и патолошки состојби на устата и забите кај децата. Пациенти кои што опфаќа детската стоматологија, тоа се деца од најмала возраст па до 17 години. Кога велиме најмала возраст, се мисли и на децата до пред 1 година, што значи веќе од раѓањето детето станува наш пациент. Драги деца, за здравјето на вашите заби се грижи лекарот-стоматолог, специјалист по детска и превентивна стоматологија, педодонтот. За да се стане специјалист по детска и превентивна стоматологија, треба да се заврши специјализација по детска стоматологија, која што трае 3 години. Меѓутоа, со тоа што сте станали специјалист по детска и превентивна стоматологија, не значи дека сте завршиле и со неизорното изучување. Потребно е да се следат новите сознанија од таа област, како во земјата, така и во светот, за да би можеле да се постојано збогатуваме со нови и нови сознанија, како би можеле успешно да ја вршиме својата работа. И уште нешто, секој лекар кој што има за цел да се бави со лекување на деца, независно од тоа дали со лекување на нивните заби или уопште да се грижи за нивното здравје, во прв ред треба да поседува голема љубов за тие деца. Понекогаш некој зап ќе пломбирам, друг ќе пресадувам, ќе трансплантирам, често ќе премачкувам, ќе интегрирам, но најчесто по забите ќе перкутирам. Некој ќе се школува за микробиолог, друг ќе стане оториноларинголог, трет ќе изучи за имунолог, а јас ќе студирам за стоматолог. Стоматолог, 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 стоматолог. Сакам да сум стоматолог. Сакам да сум стоматолог. Стоматолог, 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 стоматолог. Дечјата стоматологија од една страна се занимава со терапија, тоест лекување на заболени заби и уста, а од друга страна се занимава со превентива, при која се служи со разни методи и средства за спречување на појава на кариес на забите
i za sprečuvanje na zabeluvanje na ustata. Osvem pravilната ishrana, higijena i upotrebana sredstva koji sadržat fluor, potrebno je sekoje dete jednaš godišno da go posjeti stomatologot, pri što osem pregled i sanacija na zabi bi dobil i korisni совети за правилно одржување на здрави и убави заби. Драги деца, сега ќе ви покажам како правилно се чистат забите. На сува и чиста четкичка се нанесува забна паста и се почнува од горните, сеедно или долни заби, од последната група на заби. Четката се мести на 45 степени, под 45 степени на забните површини и секогаш се влече од забното месо према доле. Тие покрети се повторуваат 5 до 6 пати и при што се опфаќаат 3 до 4 заби. Потоа се преаѓа на следните 3 до 4 заби, се додека дојдете до соседната спротивната страна на забите. Потоа, од внатрешната страна забите се чистат така, што четката се става паралелно со оската на забот и се влече од забното место према гризната површина, повторувајќи го тоа неколку пати. Жвакалните површини се чистат на тој начин, што со четката се влече паралелно со истите неколку пати напред-назад. Истото тоа го повторуваме и на долната вилица. Уште треба да ви кажам дека многу се штетни хоризонталните чистење на забите, затоа што храната, место да се отстрани од забните површини, се вметнува меѓу забите, каде што доаѓа до нејзино распаѓање и појава на кариес, или пак вметнување во забното место и нејзино оштетување. Ниту пијам, има 2-3 дни, не можам да заспијам, од вај стојам жив. Виорот ме однесе, се исушив ко даб, образот ми натече, ме боли некој заб. Со карие скатниците ги влечкам еден век, не бе смел јас на време да си барам лек. Лек, 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 оф, докторе, леле, леле, заболекаре. Оф, докторе, леле, леле, заболекаре. Оф, докторе, lele, lele, zabolekare. Off, doktore. Lele, lele, zabolekare. Пулпитисот ме откорна, душа немам јас. Абцесот ме отепа, барам некој спас. Од столот се најежувам, на клештите сум слаб. Се плашам од екстракција, од вадење назад. Но сега веќе доцна е за храброст или страв. Забите се чувале дуре, глеđо здрав. Здрав, 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 здрав. Оф, докторе. Lele, lele, zabolekare. Off, doktore. 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 Lele, lele, zabolekare. Da li imate strah od stomatolog i stomatoloških intervenciji, odnosno od plombiranja i vadenja na zabi? Ako ovo prašanje postavime na decata vo jedno učilište, pogole model od zaprašanite ke odgovorat sigurno da, se plašime, imame strah. Ako isto ovo prašanje postavime na возрастните во едно предпријатие или во една фабрика, сигурно поголем дел од вашите родители, од возрастните кои одговорат исто така со не. Pa čak i onije koji rekli дека nema straf, da li je sigurno дека nema straf? Dovoljno je da vlezete vo stomatološka ambulanta ili da sednete na stomatološki stol, ako srce to počne ubrzano da vi čuka ili dlankite, vi stanat od jednoška vlažni od pota, to je sigurno дека imate straf. Prema tome, možemo da kažeme дека stravot od stomatolog i stomatološkite intervenciji je jedna masovna pojava. Pa što je to toliko strašno? Što je to toliko strašno da se site plašat od stomatolog i stomatološke intervencije?
Pa nekogaš, deca, to stvarno bilo strašno. Zabite se popravali na primitivan način, so primitivnih sredstva i od osobi koji ne bili kvalifikovani za takva rabota. Sve do skoro možeme da kažeme da glavni specijalisti za vadenje na zabi bili berberi. I normalno je da bil prisutan strah od takve intervencije. Ali zašto deneska imame strah? Deneska imame supermoderni mašini, imame moderna aparatura, imame anestetični sredstva koje ovozmožovat bezbolno vadenje i popravanje na zabi. Pa sepak i pokraj set od toga pak stravot je prisutan skoro kaj site i vozrasni i deca. Što je uopšte strah? Strah je jedna normalna emocionalna reakcija koja go prati čovekot vo njegovi od život od rađanja to, pa možeme da kažeme do smrta. Deteto preda pojde na stomatolog, mnogo pati ima slušano o svoje to potesno semestvo za stomatolog, za stomatološki te intervenciji, za vadenje, za popravanje na zabi i sekoj pat tuka se preteruva. I deteto, slučajući takvi prikaski za strahotnite dogodavštini vo stomatološka ta praksa i so svoja ta detska fantazija, a znajme deka je ta i tekako razvijena i bujna, so zdavat jedna predstava za ono što se pravi vo stomatološka ambulanta. I normalno je, koga takvo dete treba da ode kaj stomatolog, deka ono odnapredke ima strah, iako ne doživelo ništo strašno, odnosno nema nikakvo lično iskustvo. Ali najčesto, nažalost, stravot poteknuva od vaše to lično stomatološko iskustvo. A to znači deka pri nekoj poranešna posjeta ste da doživeli nešto neprijatno. To neprijatno je najčesto bolkata. I zato kaj decata stravoc se javlja najčesto od očekuvanja na bolkata ili od samata bolka. Isto tako stravot poteknuva od nekoj naši intervenciji. Naša ta sekodnevna stomatološka praksa i stomatološka delatnost vo izveduvanje na našite stomatološki intervenciji ima niz momenti koji može da se ozada takva situacija koja je predizvikat stravot. Naprimjer, vo najnepopularni naši intervenciji sekako je popravanje na zabi. Mašinite se sekako jedno od najnepopularnijih delovi od našite intervenciji, od koji decata itekako mnogo se plašat. Prvo zato što samo to popravanje predizvikuva izvesna pomala ili pojaka bolka, a vtoro zato što predizvikuje jedan zvuk, a tije zvučnite senzacije kaj nekoj deca sozdavat izrazit strah. Zatim stravot može da se javi od vadenja na zabi, klešta koja ne se toliko strašna, na nekoj deca u momentu od koga treba da vadat zabi i tekako deluvat mnogo pogolema nego što se vo stvarnost tije. Zatim injekcijite koji gi davame da bi ovozmožili bezbolno popravanje, a posebno vadenje na zabi, nekoj deca jednostavno ne može da se prisilat da ga podnesat ovaj mal zahvat kako bi pokasno bilo možno da se popravat i vadat zabi bez bolki. Osim toga, da li koga padnete, na primjer dečkite, koga igrat futbal, koga padnete, ve boli. Normalno ve boli. Koga igrate brkanica i padnete, kolenicite vi se iščukani, da li ve boli? Pa ve boli. A da li ste se otkažali od igrata sa topka? Ne, sigurno ne. Pa zašto poradi jedna mala bolka, a bolka ta je samo vo početok mala, a pokasna naravno ne je tolkava, zašto bi se otkažali od popravanje na zabi i zašto ne bi gi izbegnali site ovije posljedici? Verujte, sekoj stomatolog što raboti so deca se trudi da on je neprijatni intervenciji, ta neprijatnost da je svede na minimum. I zato imajte doverba vo svoj stomatolog, popravajte gi zabite na vreme, sovladajte go stravot ako go imate, a najvažno je doverba vo stomatolog zato što je on čuvar na vašite zabi i na vašето zdravlje. Koga nekoj se čuvstvuva lošo ili glavata od bolka mu puka, ne treba da očajuva. Lekarot i medicinskata sestra se tuka. Koga nekoj ima grip ili angina, ili pak se lišavi, se šuka, ne treba da se griži. Aptekarot i aptekarkata se tuka.
се ги краси, искрено со сето срце носат мантил бел. Секој од нив подготвене се да стори да те спаси, грижата за човекот е нивна прва цел. Кога некој прстот ќе го шине или нога скршил, па вика, кука, не треба да се плаши. Хирургот и болничарот се тука. Значи дадена е мандибуларна анестезија. Колку време треба да чекаме за да биде готова анестезија? Треба да се чека 5 до 10 минути. Добро. А максималното дејство на анестезија е 1,5 до 2 часа, меѓутоа најдобро е по 30 минути да се изврши интервенција. Добро. Кој инструментариум е потребен за да се изврши оваа интервенција? За оваа интервенција е потребна прво полуга, и тоа шлемер полуга. Потоа треба да... Една или две? Две, лева и десна. Добро. Потоа треба да земеме долна лева клешта за молар. Долна моларна клешта. Да, долна молар. Добро. Пошто се работи за акутен периодонтит, дали треба да киретираме или... Пошто е акутен процес, киретажа не се врши, заради тоа што може да дојде до пропагација на инфекцијата. И вршиме само екстракција на забот и потоа вршиме тампонирање. Тоалета на раната и што треба да направиме на интервенцијата? Пошто е акутен периодонтит. Треба да ординираме антибиотици, Добро, за да без се друго тоа, санира. меѓутоа треба да поставиме и след јелафрон дрен. да се изврши. Колку треба да остане дренот? Дренот треба да остане 24 часа, што значи дека другиот ден треба пациентот. Јас сум примариус доктор Јанев, специјалист орален хирург, вработен на клиниката за орална хирургија како асистент. Во моментот водам вежба на колегите од 9 семестар, практична настава. Оралната хирургија е една специјалност која што се занимава со амбулантната стоматолошка хирургија и спаѓаат сите стоматохируршки интервенции од амбулантен тип. Секако дека прва интервенција и најчесто употребувана, искористувана, тоа е екстракцијата на забите, кој што студентите треба да ја совладат во овие 3 семестри колку што имаме. Специјалноста орална хирургија сум ја избрал заради тоа што третира хируршка интервенција во стоматологијата од ургентен тип. Од секогаш сум имал желба да помогнем на пациентите, било да се тоа малечки дечиња или возрастни, и сметам дека не сум погрешил, така да со голема љубов ја водам и ќе ја водам и ќе ја обавам понатаму. Кога некому пулсот му е слаб, а срцето отежнато му чука, не треба да се возбудува. Домашната посета и брзата помош се тука. Тука се околу нас, ден е ноќе секој час. Здравствените работници, хуманоста над се ги краси, искрено со сето срце носат мантил бел. Секој од нив подготвене се да стори да те спаси, грижата за човекот е нивна прва цел. Јас сум примариус асистент доктор Христо Чолахов, работен на клиниката за орална хирургија, со стаж скоро 22 години, конкретно на клиниката 8 години. Тренутно имам еден пациент, драги колеги и драги гледачи, најмлади, од возраст, нажалост, загрижувачки, која добива димензии загрижувачки, затоа што самиот факат, возраста на пациентот, ни кажува дека се работи за еден зап кој треба да се секира, и тоа 6-ти зап, нажалост, вечен зап, кој е столб на централна оклузија и артикулација. Драги дечиња, наместо овој зап да служи многу години,
во чинот на жвакање, ние со тешко срце мораме да го екстрахираме, да го извадиме, затоа што тука настанало грешка или во совеста на родителот, односно не се превзеле мерки на време да се однесе тоа дете, да се спаси забот со некоја превентивна мерка, или затаила, односно била инсуфициентна превентивната стоматолошка служба на одредени школски амбуланти или други институции. Од овој аспект гледам случајот како дете, кој ќе го изгуби вечниот зап, логички треба да се даде за понатаму, за во иднина, да се даде акцент, односно приоритет на детската превентивна стоматологија, се поредко да се сеќаваме со таквија пациенти, најмлади, нажалост. Како препорака да биде акционна мобилност на сите стоматолошки структури од превентивните здравоздравни служби со цел да се намали бројот на екстрахираните пред време вечни заби кои овие возрастни пациенти наши, најмали, што резултира намалување на фреквенцата на кариесот и ефектуира намалување растеретување на социјалните фондови. Затоа, во таа насока, од оваа место, мојата препорака е со активна санација од систематските прегледи во школите, колегите да се ангажираат процентот на пломбираните заби да биде што поголем и за тоа, драги дечиња, да не ве најдете истата судбина, да седнете на таков стол кај нас при оралните хирурзи, превремено да се вади сталниот зап, ве молам за во иднина перманентно да бидете најдраги и најчести гости во нашите школски превентивни амбуланти, а како најважно да се на крај конечно избие тој страх од посета која е сврзана од страхот која е поврзана со посетата кај забен лекар. Затоа, за во иднина, стални гости во забните амбуланти школски.